Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе го откриеме ликот на нашиот сонародник Душан Нечевски во рубриката Профил, но и ќе дадеме новини од Македонија, за да крајните минути ги искористиме со мојот коментар на неделата. Сето тоа ќе биде проткаено со рекламни пораки и соопштенија, како и убавата македонска песна. Па нека прозвучи една од тие мелодични песни, а вам да ви посакаме пријатни минути. Zaboravete, problemi da i ostavete, od ovog čas, glavi gore, gore čašite, namasite, na ono koso našite, i svetovcem, ni se čudi kapa sinuva, Makedonečtom zapesa i gruva. Makedonski narode, ni svetu kade i da ste, igrajte vo ritmo, duri krepat nosete. Ubav moji narode, najličemo pamtire, i korisme nije Boži Makedoncite. Zaigrame, site nije da zapeme, merakliski, pesni naši nam i ljubavi, za dušata, za mladosta i ljubovta, i svetovcem, ni se čudi kapa sinuva, Makedonečtom zapesa i gruva. Makedonski narode, ni svetu kade i da ste, igrajte vo ritmo, duri krepat nosete. Ubav moji narode, najličemo pamtire, i korisme nije Boži Makedoncite. Makedonski narode, ni svetu kade i da ste, igrajte
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а со тоа да биде и дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe на самата слика одесно. Со тоа давате и поддршка на самата радиопрограма. Фирмата Недан Тим Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонот е 647 333 9628 или 905 877 8262 и побарајте го нашиот сонародник Васко Недановски. Тој исто така може да ви овозможи да добиете на најлесен начин моргич. Дали сакате да купите пак ауто, да лисате од марката Volkswagen или ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и за гарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што може да ви го понуди само Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Ова година се навршуваат 60 години од регистрирањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. По тој повод, управата на црквата на чело со председателот Владе Димитриевски организираат свечен банкет кој ќе се одржи на 15 октомври, тоа е сабота, со почеток од 7 часот навечер во големата сала. Управата подготвува богата вечера надополнета со одлична музика и забава за сите гости. Влезниците за возраст се само $60, а за деца до 12 години $25. Ве очекуваме, како што велели управата, во што поголем број за да го прославиме овој голем јубилеј на нашата црква. За резервации јавете се на 416-421-7451. Добро дојдени сте сите. Исто така, после 2 годишната пауза поради COVID-19, рестрикциите со својата работа оваа есен продолжува и играорната група Македонка, гранка при Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Раководството на Македонка на чело со председателката Вики Велјанов ги известува сите заинтересирани млади играорци и играорки дека за членувањето во истата ќе започне на 6 септември, тоа е вторник со почеток во 6 часот попладне, во просториите на самата црква Свети Климент Охридски. За сите оние кои нема да се во можност да дојдат тој ден без грижи, за членувањето ќе продолжи и во секој нареден вторник во септември. Дојдете и придружете се за да бидете дел од 63 годишната историја и традиција на македонски ора и песни која ова група ги носи со себе. Ве очекуваме, вели председателката Вики Велјанова. И уште една информација. Уште една активност која управата на црквата Свети Климент Охридски ја најавува за ова есен. После долгиот распуст и жешкото лето од 11 септември недела, со почеток во 10 часот предпладне започнува со работа и неделното школо по македонски јазик. Запишувањето на новите ученици за ова учебна година ќе се одржи исто така на 6 септември, вторник од 6 часот попладне во просториите на црквата Свети Климент Охридски. За сите оние кои нема да се во можност да дојдат, тој ден запишувањето ќе продолжи и секоја наредна недела во септември. Учителката Снежана и за ова година има припремено одлична програма со многу интересни активности, зашто полесно се донесе македонскиот јазик до нашите ученици. И ова година очекуваме училишните клупи да се претесни за сите деца кои сакаат да присуствуваат и да го изучуваат нашиот македонски јазик, историја
историја и географија. Ве очекуваме. А сега да одиме со рубриката, како што рековме, да го откриеме ликот на нашиот сонародник Душан Нечевски од село Вашарица, но за тоа пак ќе ни помогне за да ја дадеме репортажата за неговото село Вашарица, звуците од армониката на неговиот син Живче Нечевски со кочовото оро, а исто така и групата Македонски Мелос. На 584 метри надморска височина, а оддалечено околу 20 километри од градот Битола се наоѓа селото Вашарица покрај железничката пруга Битола-Прилеп. Името на селото Вашарица или Вашарейци, што во турските документи е запишано како Агирџели, се мисли дека е добиено од терминот Вашар, што значи панаѓур. И можно е да биде така, зашто на нивната селска слава, посветена на Свети Ѓорѓи Победоносец, што селаните изградиле црква во 1862 година, тие пак на Ѓурѓовден им е панаѓурот, односно селската слава. Но има и друго предание за името на ова село. Во минатото таа местност била обрасната со дрвја, поради дебелите сенки во летниот период, мештаните од околните села тоа место што сега е селото Вашарица го викале Раица. Дури кога се населиле жителите од околните села им велеле: ова е ваша Раица или ваш рај Вашарица. Ова село североисточно од градот Битола во Пелагониската котлина, недалеку од Црна река, е стар антички локалитет, што жителите со гордост треба да кажуваат дека се од Вашарица. Имено во ова село постојат наоди од римско време, но јас би отишла и многу подалеку, зашто таму се откриени остатоци од познатите древни македонски градови Стибера и Алкомена, кои се наоѓаат во близина, а во кои живееле македонците од тогаш Горна Македонија, Линкестиди и Пелагонци, каде во таа област е родена и мајката на Филип II Македонски. Ова село, иако многу е плодородно, се што е поврзано со земјоделието е предадено на фирмата Зик Битола. Причината е што многу од населението во село Вашарица се иселија во Битола и Прилеп, некои во европските држави, па и преку океанските, меѓу кои и Канада. Rum chicka chicka charum chicka chicka charum chicka chicka charum dum dum rum chicka chicka charum chicka chicka
Во 1932 година во село Вашарејца битолско е роден Душан Нечевски, еден од 8 деца на Петко и Јованка Нечевски, во 5 браќа и 3 негови сестри. На неговата 5-годишна возраст се иселуваат во Прилеп, за да пак на 12 години Душан Нечевски оди како чирак да го изучува чевларскиот занает. 1953 година стапува во брак со Љуба Мургоска од село Клепач Прилепско, ќерка на Крсте и Таса Мурговски. Веднаш потоа заминува во одслужување на војниот рок, а потоа по завршувањето се вработува во стоковната куќа Нама. Редно е да се спомне дека овој брачен пар се здобија со 3 деца, Марија, Лидија и Живче. Душан Нечевски не можеше да застане тука. Се запишува потоа во Трговското средно училиште, а потоа продолжува на Виша Трговска, каде и шеф потоа на стоковната куќа Нама, која беше низ сите градови на Македонија. 1975 година доаѓаат во Канада, најпрво во Кичинер, каде Нечевски се вработува во фирмата за чевли, но потоа отвора и своја фирма KW Shoes, така да работи двоструко. По 12 години од Кичинер доаѓаат во Торонто, каде се вработува во Маунт Сайн болницата. Душан Нечевски не можеше а да не продолжи со својот занает. Тој покрај тоа што работеше во Маунт Сайн Хаспитал, отвори исто така и фирма на опинчарството Шаншу, што потоа заедно со неговата сопруга Љуба работеа во ова опинчарска фирма, единствена во Канада и Соединетите Американски држави, од која се снабдува голем број на фолклорни групи од Канада, Америка, Австралија, Германија и други европски држави, а од фолклорни групи од српската, украинската, бугарската и други фолклорни групи. Душан Нечевски и неговата сопруга Љуба со 9 внуци и 6 правнучиња живеат среќно и весело и ден денес. Ljubav za
За Душан Нечевски не треба многу да се зборува, зашто, како што спомнав претходно, неговото име е познато ширум светот. Тој влюбен во опинчарството го покажуваше својот резултат пред сите своји муштерии. Нечевски навистина интересна личност. Човек разумен, знае што е праведно и што сака, и токму како таков своите чувства ќе ти ги каже, убеден дека е праведно од негова страна за било што, дали се критики или негативни или позитивни, односно пофалби. Овој харизматичен човек, кој кај секој ден остава позитивни осеќаи према него, према Душан зборувам, секогаш беше во мислите за Македонија, да ја види онака како што била некогаш. Нечевски речиси на секој еден му излегуваше во пресред со парична помош, меѓу кои и мене, па и на другите македонски медиуми. Интересен е кога зборува. Просто зборовите на времето, и вие заборавате на времето, односно, што изминало додека се со него, зашто знае што зборува. Душан Нечевски, единствениот опинчар на северноамериканскиот континент, за жал кој се уште нема добиено никакво признание за неговата работа во опинчарството, се надевам дека еден ден тоа ќе се реализира. Но затоа пак овој пат, во овој профил, што го правам за Душан Нечевски, нека остане како историски документ во знак на благодарност за човекот опинчар од Македонија, за човекот со благородно срце, за мојот драг пријател Душан Нечевски, кој со неговата фамилија посакува Македонија да ја види, како што реков, како што си била и порано, а испеана од оркестрот Македонски Мелос со неговиот син во таа група Живче Нечевски.
сложни се идеалот на Гоце вале, за наша држава Македонија, земја на Балканот. Заедно ние да се здружиме, наша слобода бараме и ние да живееме. Во наша земја Македонија, вечна биди Македонијо. Дигни рака, дигни глас, разбуди се овој час. Викни Пирин, викни Егеј Бартарски. Сите браќа сложни се идеалот на Гоце вале, за наша држава Македонија, земја на Балканот. За наша држава Македонија, дрва на Балканот. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, денот на државноста, Организацијата Обединети македонци со председателот Драги Стојковски го одбележуваат нашиот државен празник со концерт заедно со сите црковни општини овде во Онтарио. Тоа ќе биде на 8 септември во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, како што реков, заедно со сите македонски црковни општини. Поканети се сите играорни групи од црковните општини, како и музичари, односно солисти на македонската песна и музички групи од нашата комуна, меѓу кои групите Бисер, децата од Буф, Сонја и Оливер, исто така Ице Георгиев, Ице Димитриевски, Васко Петриски и многу други групи, но и Мери Мајнас, како и други солисти. После концертот следува општо народна веселба. Значи, да повторам, тоа е 8 септември, четврток во 7 часот на вечер, кога црковните општини македонски, заедно со Организацијата Обединети македонци, го одбележуваат овој наш значаен празник, независноста на Република Македонија. Влезот е бесплатен. Дојдете што помасовно да се одбележи овој наш значаен ден. Секој ден пак посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарма е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте Сонја Димеска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Телефонот е 416-900-5802. Да ги проследиме новините од Македонија. По 3 дена поминати во Белград како дел од Отворен Балкан. Сега за кризата Ковачевски ќе зборува и со бугарските власти. Александар Динев известува. Александар, што знаеме во врска со оваа посета, со кого се среќава премиерот? Попладнево од македонската влада за патувањето на премиерот Димитар Ковачевски во понеделник во еднодневна посета на Софија, беше соопштено само дека фокус на посетата ќе биде справувањето со светската енергетска криза. При тоа не беа споделени информации со кого се ќе оствари средба премиерот Ковачевски, туку беше најавено само дека заедно со него ќе патуваат и делегации од ресорите енергетика и економија. Инаку, токму преку Бугарија доаѓа единствениот проток на газ во земјава од Русија преку гасоводот Турски тек. Посетата на премиерот Димитар Ковачевски доаѓа во период кога пред 2-3 дена и енергетските власти во Софија јавно изјавија дека се обновуваат
разговорите и преговорите со руски Газпром, откако пред околу 5 месеци Русија го прекина снабдувањето на газ кон Бугарија, бидејќи бугарските власти одбиваат да плаќаат во рубли. Така да останува да видиме со кого се ќе оствари средба и дали ќе оствари всушност и прва средба премиерот Ковачевски со техничкиот премиер на Бугарија Галап Донев, кој стапи на оваа функција на почетокот на август. Александар, имаме ли информација дали средбите во Софија ќе имаат и политички контекст, тоест дали ќе се зборува за уставните измени, преговарачката рамка, преговорите на историските комисии? Да, иако побаравме од македонската влада, таква информација не добивме, односно не добивме информација дали покрај состојбата со светската енергетска криза ќе се говори и за актуелната политичка ситуација, односно уставните измени, бидејќи Бугарија јасно стои на ставот за преговарачката рамка дека неопходно е Македонија да го промени уставот и да ги вметне бугарите во македонскиот устав. Инаку во Бугарија на 2 октомври се закажани и нови предвремени парламентарни избори, откако во јуни падна владата на Кирил Петков, така да Бугарија е во предизборие и ова се 4ти вонредни парламентарни избори во Бугарија за неполни 2 години. Меѓутоа, како што кажав и на почетокот, неизвестно, односно нема информација од македонската влада дали на состанокот ќе се зборува само за светската енергетска криза или пак ќе имаат и одвоени средби техничкиот премиер на Бугарија Галап Донев заедно со македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Александар Динев, благодарам за овие информации кои ги имаме до овој момент. Србија имаме добри политички односи и ниту едно отворено прашање, вели премиерот Димитар Ковачевски. Во интервју за РТС тој изјави дека во однос на Европската унија, Македонија има јасен патоказ за начинот на пристапување. Македонија и Србија немаат ниту едно отворено политичко прашање, а добрите односи помеѓу политичарите имале позитивно влијание врз односите меѓу црковните институции во двете држави, што придонело да се реши повеќе деценискиот спор помеѓу македонската и српската православна црква, изјави премиерот Димитар Ковачевски во интервју за Радио Телевизија Србија. Со решавањето на овие прашања, рече тој, дополнително се продлабочиле добрососедските и пријателски односи помеѓу двете земји. Во изминатиот период беше решено едно повеќе децениско прашање кое што за нас имаше огромно значење, односно примањето на Македонската православна црква во канонско единство со сите други православни цркви. И одлуката на синодот на Српската православна црква беше со огромно задоволство прифатено во Северна Македонија. Тоа само ги зголемува пријателските и добрососедските односи кои што ние ги имаме со Србија. Дополнително што помеѓу себе ние немаме никакви барања како држави. Ковачевски, говорејќи за евроинтеграциите на Македонија и условот бугарите да влезат во уставот, кажа дека во Европската унија има земји кои во своите устави имаат и по 25 делови од народи. Тој смета дека е добро да влезат и други народи во уставот, бидејќи нашата држава е Европа во мало. Таква заинтересираност имаат изразено хрватскиот, црногорскиот, бугарскиот народ, меѓутоа и други, како што е еврејскиот, кој што веќе искажа желбата да бидат дел од уставот. Јас сметам дека тоа е добро, затоа зашто постојат држави во Европската унија кои што имаат и по 25 делови од народи во својот устав. Ние веќе имаме други народи во уставот, како што е српскиот народ, влашкиот, албанскиот и така натаму, ромскиот и сите други кои што веќе се наведени во уставот. Ние сме мултикултурно, мултиконфесионално, мултиетничко општество. Во наредните денови, како што најави премиерот, ќе се презентира што се ќе биде потребно да се направи во процесот на скрининг, кој официјално започнува на 15 септември. Да спомнам и тоа дека после Српската православна црква која ја призна Македонската православна црква Охридска архиепископија, пред околу 2 недели и Руската православна црква ја призна Македонската црква православна црква.
Но ние да одиме со следната порака. За да и вие бидете дел од радиопрограмата на Глас од Македонија, приклучете ни се со ваши идеи, со обичаи, преданија, песни и така натаму. Да ве вратиме со мислите во вашите родни места. На годините поминати таму, кога на Великден на Сарет село се виеше македонското оро, на Ѓурѓовден кога со црвено јајце на нишалка се нишавме, на свадба кога на венчавка невеста носевме. Што значи, радиочасот Глас од Македонија припаѓа на сите вас, драги мои македонци. Ке зборува и пее доколку и вие и помогнете. Ке зборува и пее доколку сакате да кажете онака како што вашата мајка ве научила да зборувате, но исто можете и да се рекламирате доколку се јавите на 647-780-6549. Понудете ја вашата идеја за да зборуваме и пееме како браќа и сестри од сите делови на Македонија: Вардар, Пирин, Егеј и Мала Преспа. Само заедно секогаш ќе бидеме посреќни и се разбира поуспешни. А сега еве и една специјална честитка. Нашите редовни слушатели Крис и Дорти Иванови од село Арменско сакат да го поздрават целиот македонски народ, а посебно своите соселани, арменчани, со желба вечно да бидат во добро здравје и расположение, но истовремено најубаво за Македонија. Сме ние вечни векови, во убав беге беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред соло норо играме.
да одиме и со мојот коментар на неделата. Читам деновиве дека дел од комисијата на историчарите всушност со татарската комисија се бунат зошто биле наречени предавници на Македонија. Меѓутоа, дали овие погани луѓе што за проклети пари си го продадоа македонското наследство и имаат акал во нивните празни тикви наречени глави, такво нешто да се жалат. Па тоа се едни од гробарите на Македонија, сатански слуги на Западот. И овој пат ќе употребам една мисла на мудар старец, во која се наоѓам и самата себе. Каде со гордост зборувам за моето срце кое кажува: било рането, измамено, изиграно од мојата наивност и атерджилок. Тоа срце било повредено, скршено, но уште работи. Затоа треба да поаѓаме и никако да не се предаваме, да не застанеме, да бидеме вака разочарани, зашто има и добри луѓе кои ти дават среќа. А пак од лошите или најлошите луѓе треба да добиеме искуство од нивната лекција, а ние ќе се свртиме кон луѓето со позитивна енергија. Ќе се свртиме кон тие луѓе што ќе останат добри спомени кои токму тоа срце ќе ги расположи. Ова што претходно го кажав е за нас македонците, мои мили брајки и сестри. Срцето и било рането со стотици години, па и до ден денешен на нашата Македонија, зашто секој сакал да ја зграби, секој сакал со измама да изиграна, скршена таа наша македонска нација да биде. Меѓутоа, ние македонците сме среќни и благодарни на Бога што и при се што се правило на Македонија и македонскиот народ не дозволуваме да престане срцевото чукање. Не дозволува во крвта на македонскиот народ низ нејзините жили да тече само вистинскиот патриотизам, зашто во таа македонска крв се влеани сите победи на Македонија. Затоа можеби е толку густа како големите јунаци, македонците храбри војводи, комити, партизани, претходно храбрите кралеви и цареви. Наш аманет од сите нив е: не смееме никако да се предадеме. Не смееме да ги посрамиме сите загинати кои ги оставиле коските по планините и на многу од нив не им се знае каде е гробот. Не смееме никако и никогаш такво понижување да направиме. Мораме да истрпиме и ова олуја ќе помине како и многу други во минатото. Меѓутоа, најмногу ни треба сплотеноста, па потоа, ако е потребно, и нова борба за слобода, иако тоа никој не го посакува. Но Бог нема да дозволи за земјата во која се родил во Македонија, која не случајно се вика света земја, а Охрид е европскиот, како што велат, Ерусалим. Затоа треба да бидеме заедно и само напред, за да дојдеме со нашата победа и со песна дека едно име имаме, а тоа е Македонија. Ti
душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, о душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Мајко Македонијо, балканска убавице, кој се роди во тебе и живот дава за тебе. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Почитувани слушатели, на вистина ќе дојде времето од ова вештачко творевина што е направено не може да биде вечно, како што многу преговори, договори и така натаму престанале. Доаѓа времето пак на обединување на Македонија, без разлика кој како прави, што прави на нас, на македонците за асимилација, на сите нејзини исечени делови од 1913 година. Доаѓа времето без разлика што се прави, кога Македонија ќе си ги прегрне своите чеда од Вардар, Пирин, Еге и Мала Преспа. Затоа најважното е да бидеме заедно. Инаку, уште еднаш да повторам по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, Организацијата Обединети македонци заедно со сите македонски црковни општини, реков на 8 септември во 7 часот на вечер го одржува својот концерт, а после тоа следува општо народна веселба во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. Поканете се сите играорни групи од црковните општини, како и музичари, односно солисти на македонската песна и музички групи од нашата комуна, меѓу кои групите Бисер, Децата од Був, Сонја и Оливер, Ице Георгиев, Ице Димитриевски, Васко Петрески и многу други, а исто така и Мери Мајнас. После концертот, реков, следува општо народна веселба. Добро дојдени сте сите. А сега, иако дадов на самиот почеток, го дадов ликот на мојот драг пријател Душан Нечевски, јас пак сега сакам да го подсетам со како опинчар за наечие што беше, односно мајстор, токму сега една песна што е отпеана во поново време и да му посакам и нему и на Љуба и на целата фамилија да се среќни, весели и секогаш само за радости и да знаат во животот.
čašija, ako sakaš odija. Ako spire majstorčeni gde nema, Cela turska čašija, ako sakaš odija. ako spire majstorčeni gde nema, A sunce se nasere, sunce ke te ogre, srce ke ti ukrade. Ama, si bez kog si pokovi, si temno mi ljubavi, poneko zburave. Се ближат и последните минути на вечерашнава наша програма. Благодарики што и овој пат бевте со нас и посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела од 6 часот навечер, но претходно слушајте не в петок на 9 септември на YouTube под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер со уште една емисија. Добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.